Животот станува се поскап, бидејќи и покрај апелите и уверувањето на надлежните кои се грижат за животниот стандард на граѓаните, поскапувањата сепак се надоврзуваат едно на друго. По ценовниот шок што го предизвика зејтинот, кој од 65 скокна на над 100 денари за литар, сега ново цунами под џебот на граѓаните најавуваат производителите на сувомесни производи. Оптимистичкиот процент на поскапувањето би бил 20% од сегашните цени, а песимистичкиот е најнеповолниот за граѓаните, дури 40%. Например, чаден свински бут кој сега се продава по 260 денари, по поскапувањето ќе достигне цена од 320 денари. Преработувачите на замрзнато и свежа месо се жалат дека поскапувањето го диктира порастот на цените на месото на светскиот пазар, зашто влијание има и здравствената криза со пандемијата на COVID-19. Истовремено, многу параметри кои влегуваат во формирањето на цената се поскапени, што нивната позиција ја прави неиздржлива. Некои мерки, како што се ослободување од царина на месото, наменето за преработка, се одредено олеснување, но таа, како и ред други мерки, треба да се преточат во законски решенија за преработувачите да го почувствуваат долгорочниот ефект од работењето. Во таа насока и насочување на населението да ги купуваат домашните производи, што ќе ја потикне оваа значајна индустрија. Дека животот станува се поскап потврдуваат и цените на зелените пазари, каде речиси сите градинарски производи, овошје и индустријски култури се поскапени во однос на лани.